Морате да најдете начин. Значи, знам дека сега е логино, не можете, мора да најдете начин да се донесе пат догоре, за противпожарна, за брза помош, за било што. Значи, ќе ве молам, тука се све стари луѓе изнемоштени. Све стари луѓе. Еве, не можам да ја смирам, со 2 диазепама. Значи, ќе ве молам, да пренесете кај што треба. Нека дојдат, нека видат, не само кога гори, онака нека дојдат, нека видат. Значи, еден дечко беше го се слуши. Не знам, не можам да го видам каде е. Значи, и ова сега што тлее. Сега треба да бидете тука сите 24 сата. Тоа што тлее многу пострашно е. Многу пострашно, верувајте. Ја оставам мајка ми сама дома. Рачунајќи дека општината води сметки од старите луѓе. Рачунајќи дека имате стварно прекрасен градоначалник. Прекрасен. Верувајте дека е прекрасен. А внома, мора да поведе сметка и за ова. Не, свата час, значи дојдеа одма. Значи не ги ни знам кој дојде, не ги ни познавам луѓето што дојдоа, изгасија над куќата. Беше на кровот се качил човекот за да гаси. Пожар попладне во избувна на тврдината Исар во Штип, при што огнот зафати сува трева грмушки и дел борова шума. Засега не се познати причините за избувнувањето на пожарот, а на терен се екипите на територијалната противпожарна единица Штип и доброволното противпожарно друштво исто од Штип, кои во моментот интензивно работат на локализирање и гаснење на огнот со цел да се спречи неговото понатамошно ширење. Во акцијата активно се вклучија и дел граѓани кои со црево во рака помагаат во гаснењето на пожарот. Надлежните апелираат граѓаните да бидат внимателни и да не се приближуваат до местото на пожарот. Повеќе информации за причините за пожарот и за евентуалната материјална штета се очекуваат во текот на утрешниот ден, кога надлежните институции ќе излезат со официјални информации.